а во ова брзо време на делување се повеќе од нашето население се соочува со последица на анксиозност и состојба на панични напади. Затоа денес во студиото, како прв гостин, ја имаме магистар доктор Верица Малинкова-Димовска, специјалист по психијатрија во Аџибадем Систина, која што ќе ни ги открие сите симптоми, но и начини на разрешување на истите. Да имаме поздрава и посрекна нација. Токму така, Оливера, и убаво кажа да скоро мислам дека ако не секој, барем секој втор почувствувал што е анксиозност, ја исто така, за жал, и панични напади. Ајде уште еднаш добро утро од мене, почитувани, и сигурна сум дека оваа тема ќе привлече многу големо внимание кај вас, затоа што, како што кажавме, имаме една колективна анксиозност на панични напади. Добро утро и добре ни дојдовте, доктор психијатар. Верица, презимето беше Малинкова-Димовска. Дали можеби кафето влие врз зголемување на анксиозноста? Мислам да. Добро утро на вас. Благодарам за поканата и за разговорот на една вака интересна тема, која што многу чисто станува дел од нашето секојдневие. Кафето е стимуланс, да. И е еден убав почеток на денот. Тоа е во нашата македонска традиција, да речеме, за да ние го почнеме денот со едно утринско кафе. Иако кај некои луѓе влијае сосема добро и во ред, меѓутоа кај оние со посетлив стомак знае да направи проблем. Едно до две кафиња не е грешка. А се што е во граница на нормала е сосем добро за нашето целосно функционирање, така да и кафето е секако убав дел за почеток на денот. Ние ќе ве почестиме со оглед на тоа дека и драго ми е што сте прв пат од Систина, доктор психијатар, магистар доктор психијатар кај нас, и што ќе позборуваме токму со вас за оваа тема. Кога ќе споменеме анксиозност, од каде името анксиозност и што точно значи и што причинува токму оваа состојба, да кажем? Така, тоа е едно појачено чувство на немир, кое што нашето тело го доживува, а во суштина обично се прашуваме, не знаеме од каде. Да. Тоа може да биде и од секојдневните информации. Еве, сведоци сме денеска на толку многу стресни информации, војни, економска несигурност, неизвестност. Примаме еден куп работи кои што... И тоа во секојдневието. Секојдневието, така. И тоа се абсорбира. Тоа се абсорбира и нашето тело реагира. Да. Нашиот ум прво реагира, а потоа и нашето тело реагира. И нас не е јасно што ни се случува. Но всушност тоа е едно треперење, еден страф, една неизвестност, една вознемиреност која што нас не ни е јасна, а ја чувствуваме и знае да ни влијае во нашето секојдневие. Предпоставувам дека е така, за жал, и како што кажав, сите ние може и да кажеме дека сме биле сведоци на ова што го зборуваме. Ако не некој... Благодарам многу, Оливера. Благодарам. Еве, колешката ви подготви кафенце и за добре дојде и нека ви е многу на добри домаќини сте. Благодарам за бавите зборови. Да, сето она што го споменавте да сме го почувствувале скоро, да кажам, ако не сите, еве, нека биде секој втор, овие панични напади, анксиозноста. Меѓутоа кажавме и кои се факторите каде што најмногу доаѓа до ова чувство за жал, кое што предизвикува, како што многу убаво кажавте, и со повеќе зборови го опишавме, и вознемиреност, почувствуваме нелагодност, секакви мисли и така натаму. Меѓутоа, кога ние треба да реагираме и како да знаеме дека тоа е она што го нарекуваме, нели, да кажеме, анксиозни сме. Веќе паничните напади, барем знаеме дека се панични напади, мислиме дека во моментот нешто ќе ни се случи, вознемирени сме и тоа веќе делува каде што може и да забележиме дека кај некого нели се случува тој паничен напад, меѓутоа вознемиреноста, онаа која што е скриена кај анксиозноста, да кажам, таа тлее и делува кај организмот на човекот и повеќе време. Ако не на време се јавиме на психолог или кај вас психијатар, како и да е, вие најубаво ќе објасните, тогаш какви последици може да донесе? Одлично прашање. Знаете, анксиозноста и паничните напади малтене одат заедно или следствено едно на друго.
кога човек е под појачани емоции, појачани чувства на вознемиреност, тоа многу често се прелева и може да настане во паничен напад. И сега, што е паничниот напад во суштина би сакала да објаснам? Кога ние веќе знаеме дека нашето тело во таа состојба на страв и на неизвестност почнува да продуцира мисли дека нешто страшно катастрофично ќе се случи. Најчесто тоа е мисла со нашето здравје. Бидејќи започнува срцебиење. Веднаш почнуваме, ќе умрам, ќе ми се случи нешто, ќе се случи нешто на никој друг. Нема да ќе се онесвестам. Меѓутоа, многу е битно да знаеме, да препознаеме дека тоа е само мислата, а не е фактичката состојба. Да. И кога ќе направиме дистинкција дека тука е само мислата, многу полесно можеме да го регулираме. Или да ја контролираме. Да, или да ја контролираме. Направи разлика меѓу обичен стрес и паничен напад. Кога се симптомите исти, претпоставувам. Така. Значи, кога е обична анксиозност, ние можеме да го исконтролираме. Нели се чувствуваме вознемирено, меѓутоа функционалноста ни е во ред. Да, имаме намалена ефикасност, меѓутоа се уште функционираме во нашето секојдневие. И во двете ситуации, и во анксиозноста, и во паничните напади, може да ни биде засегнат и сонот, и исхраната, и социјалните комуникации, и работната способност, со кого се дружиме и дали сакаме воопшто да се дружиме. Меѓутоа, кога сето ова, сите овие аспекти, ќе ни бидат доведени до момент да ни ја менуваат функционалноста, ова што го реков пред малку, да ние чувствуваме вознемиреност и веќе не сме способни да ги извршиме нашите работни или домашни задачи. Дека се повеќе избегнуваме да се видиме со нашите пријатели, да излеземе надвор, да поразговараме. Анксиозноста го прави тоа? Да. Кај некој не е ли спротивно да сакаат повеќе дружба или пак утеха од некој или да им каже дека се ќе биде во ред? Како компензаторен механизам, да, во онаа почетна фаза, да речеме, да, луѓето бараат помош. И помошта најпрво се бара меѓу пријателите, меѓу членовите од семејството, кај најблиските. И веќе, ако дојдеме до степен да нас тоа не прави дисфункционални, тогаш е време да се побара помош. Така. Сега, кога сме кај помошта, значи сепак од сето она што го наброивме, постоите вие, за среќа, нели, затоа што јас велам тоа не е болест, туку е, нели, состојба која што е минлива и можеме да ја победиме. На каков начин? Меѓутоа, би сакала и пред да ми одговорите на ова прашање да кажеме анксиозноста и паничните напади не мора да значи дека и немаме годишна возраст, тие може да се јават дури и во повозрастните години, можеби како и некоја доживеана травма или пак нешто низ животот, во текот на животот, сето тоа што сме го абсорбирале како негативност, излегува на површината со анксиозност и со паничните напади. Така да, од која до која годишна возраст или ако ништо друго може да одговорите, кој најмногу ја добива анксиозноста од вака кога зборуваме за годишна возраст? Така. Да бидам искрена, нема вака конкретна годишна граница. Колективно, убаво не пишува. Младите се порано и порано ја доживуваат анксиозноста и паничните напади, а исто распонот ни оди до возраста. И кај возрастните. Да, така да секоја година мислам дека се повеќе ни се зголемува старосната граница во однос на тоа. Посебно кај помладите, баш овој прилив на информации, постојаната присутност на социјалните мрежи, гледање на видеа, неможноста да се направи никогаш дистинкција што е вистинско, а што е лажно. Знаете, кога зборуваме за младите, тие имаат многу тешка задача. Тие сега живеат во два света, во два паралелни света. Реалниот и виртуелниот. Виртуелниот е се она што ни се случува на социјалните мрежи, што се пласира како некој начин на живот, како информација, во младите и тие години. имаат поинакви гледишта од очекување од тоа што ние, например, порано сме имале, се знае што е реалноста, виртуелноста наша, беше фантазијата околу бајките и замислите, што сакаме и како сакаме да биде. Меѓутоа, тие денеска апсолутно имаат пласирани вака на дланка многу различни содржини и ситуации, каде што они се сакаат да постигнат нешто, па сакаат да патуваат повеќе, па сакаат да
има така, се постираат јадења, се постираат автомобили и така автомобили, гардероби, така, брендови. И сето тоа ќе оптеретува и ја буди и анксиозноста, а следствено пак ќе кажам затоа тоа тука треба нели родителите да бидат дел од сето тоа и да им кажат дека не е се во материјалното, туку има нешто многу повеќе и во духовното кое што ќе ги води кон животот. Помошта ја споменавме. Како помагаме на оние кои што ја чувствуваат анксиозноста и на кој начин од ваша страна? Така. Значи имаме повеќе техники. Најпрво, значи, не секоја посета кај психијатари, да речеме, не значи веднаш фармаколошки третман. Значи, најпрво се испитува до каде сме, што сме, до кој степен сме со анксиозност или со панични напади. Психотерапијата, вежбите за регулација, се прв дел со кој што почнуваме да работиме. Доколку нели не ни оди работата, добро е никогаш да ја вклучиме и фармакотерапијата. Така. Не секогаш, но никогаш. Јас секогаш викам добро е што ги имаме лековите. Затоа И што да не ги одбиваме. Така, тие прават регулација. Да. Како што се во нашето тело регулираме Го потикнуваат серотонинот, апсолутно, да, прават стабилизација на системот, потикнуваат серотонин. хормоналните поремети. Значи, кога даваме ние ликови, исто работиме на хормони. Како што се третираат тироидните хормони кога се Така. пореметени, или кога шеќерот во крвта не е регулиран како што го регулираме. Кога имаме хипертензија, пиеме терапија за да ја регулираме, исто и со ова. Так, потикнуваме хормонот на среќа. Така е, така. Да, и малку да не ги разбистре нели мислите кои што Да ги тргне облачињето да. од пред нашите очи. Што подразбираме и под, кога зборуваме за анксиозноста и за паничните напади, кај некои постои обсесивно-компулсивно растројство, да го кажеме. Што подразбира тоа и што значи? Обсесивно-компулсивното растројство е состојба во која што ние преку одредени движења, репетитивни повторувачки движења, го олеснуваме стресот, односно состојбата на вознемиреност. Значи, Или она што сме го доживеале некогаш и без разлика што и да го разбудило. Значи, преку обсесивно-компулсивната симптомотологија, ние се растеретуваме. Например, некои луѓе треба 3 пати да ја допрат мацата, 2 пати да заклучат, да отклучат, да е се во линија на ред. И тоа се навики кои што, кај еден вид на ритуали, кои што ако не ги направат, мисла дека нешто катастрофично ќе се случи. И вознемиреноста тука расте. Тоа можеме да го лекуваме така исто, на каков начин да ги тргнеме од тие мисли, каде што го објаснивте, па дури има и во филмовите, нели можеме да сите оние кои што сме биле во допири со анксиозните состојби, тоа да го забележиме кај некои кај што постоело обсесивно-компулсивното растројство, затоа што тие кога стануваат од рано наутро се име, некои се плашат и да ја допрат вратата и такви некои мисли ги оптеретуваат. Меѓутоа, вие од ваша страна постојат лекарства и за тоа, да ги малку разбистрат мислите и дали се лекуваат и сето тоа може да го тргнат на страна она што го правеле претходно. Повторно би го рекла, значи не е тоа лекување, тоа е стабилизација на системот. Да, стабилизација на системот бидејќи на едно растројство и состојба. Така. Да, ние во психијатријата не сакаме да ги нарекуваме состојбите болест. Да. Сега, кога имаме една колективна анксиозност и панични напади, велиме на ниво и на Македонија, дали вие ја имате статистиката дека се почесто сме анксиозни, причините ги кажавме нели од секојдневните информации, меѓутоа дали тоа и индивидуално има врска низ сето она што животот ни носи и сме го поминале? Апсолутно. Нашите искуства животни не се секогаш пријатни, нели? Животот е една промена, вика промената единствената константа. Секоја планина се носи своја тежина. Така. Секој на свој начин ги доживува работите, но знаете, кога имаме еден ранг на нормално кој што држи тука, нели? И животот осцилира со сите тие добри, лоши подеми, падови, нели? Кај секого е тоа така. И имаме екстреми. Некогаш се случува, значи тие екстреми да идат и нагоре и надоле. Кога се ретки, тие лесно се компензираат и на некој начин знаеме да се носиме со нив, да ги изрегулираме. Меѓутоа, кога тие амплитуди
во екстреми, дали горе или доле, ни се премногу чести. Тие прават дестабилизација и не вадат од нормалното функционирање. Значи, ние веќе не функционираме во оној нормалниот опсек, туку во некој опсек што е надвор. А нашето секојдневие, на вистина, секојдневно ни нуди многу предизвици, кои што не секој може да се носи со нив. Секој на свој начин или се обидува да регулира, но не секогаш успеваме. И многу е битно луѓето да разберат дека не е страшно да ние се изгубиме некаде. Но најбитно е да го признаеме тоа пред себе си пред се и да побараме помош. Сега, кога сме кај барањето на помош, дали веќе не ни е табу тема да поидеме на психолог, психијатар, затоа што многу ни е потребно здравјето. Многу пати сме го кажале тоа и нели сме го споменале. Да, меѓутоа сега мислам дека во последно време и не толку, затоа што на сите ни е потребно да го негуваме како физичкото, така и нашето ментално здравје, затоа што е многу важно за нормално функционирање во секојдневието. Сега, дали се бара помош многу почесто, дали се доаѓа на време, затоа што се што е на време, нели, може да се помогне. Така и со анксиозноста и за другите, еве, да кажеме, болести, ако не боли зап, ако се појавило кариес, да кажеме, малку, ќе го поправиме и потоа немаме никаков проблем. Меѓутоа, ако го оставиме, тогаш ќе направи проблем. Дали е исто така и со анксиозноста и паничните напади, ако не се јавиме на време? Јавувањето кај психијатарот секогаш било табу тема, но во последно време имам чувство дека така малку се трга на страна. Посебно после периодот на короната, луѓето некако сватија дека е многу битно менталното здравје. Така. И да бидам искрена, многу ме радува фактот што се почесто и помлади луѓе бараат помош. Одлично. Да. И мене тоа ме радува, затоа што многу е лесно кога нешто ќе фатите на почеток. Многу побрзо и полесно ќе се санира штетата. Така. Како и за се во живот. Така да имам чувство дека одиме во добра насока и дека се почесто Ние многу потребно да се грижиме за менталното здравје. Многу ви благодарам што ова утро бевте дел од нашата утринска програма да поразговараме за тема која што не засега сите заедно. Апсолутно. И помалку да ги користиме. И ќе се видиме по социјалните мрежи. Ви благодарам на поканата. Секако задоволство ни беше.